Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам втората редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што констатирам дека Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на втората редовна седница го предлагам, имаме една точка. Предлог одлука за доделување на награда и признание по повод празникот на општина Валандово 6 ноември. Отварам расправа по предложениот дневен ред, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен предложениот дневен ред. Отварам расправа по однос записникот од првата конститутивна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен записникот од првата конститутивна седница на Советот на општина Валандово. Отварам расправа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по првата точка од дневниот ред, односно предлог одлуката за доделување на награди и признанија по повод празникот на општина Валандово 6 ноември. Најпрво јас ќе земам збор за да дадам образложение по однос на тоа што се дискутираше и што одлучи комисијата која што расправаше по однос на признанијата и 6 ноемвриската награда. Ќе почнам најпрво од признанијата, ќе ги изгласаме нив, а потоа на крај ќе ја доделиме, ќе одлучиме и по однос на 6 ноемвриската награда во форма на плакета. Значи имаше повеќе предлози на комисијата, ќе почнам на ред. Првиот предлог кој што беше усвоен од страна на комисијата е доделување на признание на доктор Борислав Калкувалиев. Инаку се доделува признание за постигнатиот успех со македонската фудбалска репрезентација, кој што е член на медицинскиот персонал на македонската фудбалска репрезентација. Односно, нашата репрезентација постигна историски успех со обезбедување на пласма на Европското фудбалско првенство 2020 година, кој поради пандемијата со вирусот COVID-19 се одржа оваа година во месец јуни. Доктор Борислав Калкувалиев даде значителен придонес во подготовките и медицинската помош на нашите репрезентативци во целиот изминат период на терените, но и надвор од нив. Доктор Борислав Калкувалиев заедно со фудбалската репрезентација испише историја, каде за прв пат нашата фудбалска репрезентација беше учесник во едно такво големо надпреварување. Како втори, кои што беа предложени и усвоени од страна на комисијата за добивање на признание, се луѓето кои што оваа година се бореа со пожарите кои зафатија дел од Бојмискиот регион во општина Валандово. Знаете колку беа сериозни тие пожари и овие луѓе пожртвувано 24 часа беа на терен и успешно ги изгаса, каде што имавме само материјална штета. За среќа немавме човечки загуби или изгорени куќи и слично. А тоа се територијалната противпожарна единица Валандово. Вработените во ТПП Валандово дадоа значителен придонес во справувањето со неколкудневните пожари кои се случија во месец август на територијата на општина Валандово. Исто така јавното предпријатие Национални шуми, подружница Саланча, кој што неговите вработени учествува во гасењето на овие пожари, и тимот за брз одговор за гасење на пожари при Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа е тим кој што е формиран од ДЗС, луѓе кои што секој пат излегуваат на терен при појава на шумски или други пожари. Како трета, која што беше предложена за 6 ноемвриско признание, е Драгана Гегова. Знаете дека во изминатите 4 години имавме пракса да доделуваме признание на млади луѓе кои што имаат
постигнато одреден успех, дали во спортот, дали во науката. Една од тие е Драгана Гегова, се номинира за постигнат успех со македонската женска фудбалска репрезентација. Уште од најмали години Драгана е дел од репрезентацијата и има поминато сите категории во неа. Заедно со репрезентацијата има освоено голем број на турнири низ Европа, како и добиено на многу признанија. Освен во македонската фудбалска репрезентација, Драгана е дел од ЖФК Скопје 2014. Исто така, уште една фудбалерка, Катерина Петкова, се номинира за постигнат успех со македонската фудбалска репрезентација до 17 години. Со оваа репрезентација има учествувано на голем број на превари, каде што имаат освоени повеќе награди. Следни, кои што комисијата ги усвои за добивање на признание, се Сдруженијето на лозари Мак Вранец, Пирава Валандово, кои што имаа доставено и собствен предлог за добивање на оваа награда. Комисијата одлучи да им ја додели поради нивната вклученост и ангажираност околу заштита на лозарите во нашиот регион. И исто така, комисијата одлучи да се додели признание на Сојузот на борци, односно продолжувачите во општина Валандово, кои што имаат континуирана организација на најразлични настани и ја продолжуваат онаа традиција, поштувајќи ги борците, поради кои го чествуваме празникот на општина Валандово 6 ноември. Ова се сите предлози кои што беа доставени и одобрени и изгласани од страна на комисијата. Сега отварам расправа, доколку има некој дополнителен предлог од вас, колеги советници, ве молам да се јавите за збор. Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлагам... Има? Се извинувам. Повели колега. Добро вечер. Добро вечер. Би сакал да предложам еден фудбалски тим, клуб, односно од УДО Младост, кој е единствен фудбалски клуб во општина Валандово, да му се додели признание. Благодарам, колега. Дали има некој друг за збор? Повели, колега. Јас ќе образложам зошто би гласал како воздржан. Значи, секоја чест на тие што се номинирани за наградата. Тоа е традиција во општина Валандово, секоја година да се доделува 6 ноемврска награда. Но поради моје сомневање дека и самата награда беше злоупотребана во предизборни цели, поради тоа би гласал како воздржан. Благодарам. Благодарам, колега. Градоначалникот се јави за реплика, така? Повели? Благодарам, председавач. Само една кратка констатација. Вие, советниче, можете да дадете предлог за кој да добие 6 ноемврска награда и признание. Не знам кој од предложените беа употребени за политички цели, ова се признание, а понатаму во текот на седмицата ги следи доделувањето на 6 ноемврската награда, така да тек ќе одлучуваме и се уште одлучуваме за тие награди и признанија, така да ваша обврска, доколку имате предлог, јас гарантирам дека секој еден од советниците, вклучувајќи и мене, ќе ве поддржи во тоа, но дадете го вашиот предлог, кој сметат дека треба да добие 6 ноемврска награда или признанието. Советникот од УДО Москов си даде свој предлог и верувам дека никој тука нема да гласа против неговиот предлог. Така да ве молам уште на старт, барем кога се работи за седница за награди и признанија, да не правиме посебно во општина Валандово грубо политиканство. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Исто јас сакам да се надоврзам.
Значи, ова на некој начин е свечена седница каде што сите предлагаме и доделуваме признание на некои од најуспешните во изминатата година, така да нема апсолутно потреба да настапуваме така воздржани или против. Како што рече градоначалникот, секој има право и можност да предложи, мислам дека никој нема да биде ниту одбиен, ниту злонамерно сватен. Така да ве молам, доколку има некој со предлог, да се јави за збор. Бидејќи нема други предлози, предлагам предложените за добивање на признание 6 ноемвриско, заедно сите да ги ставам на гласање и да ги усвоиме, односно доктор Борислав Калковалиев, ТПП Баландово, ЈП Национални шуми, подружница Саланчак, тимот за брзо распоредување на Дирекцијата за заштита и спасување, Драгана Гегова, Катерина Петкова, Сдружение на Лозари Мак Вранец и Општинскиот одбор на Сојузот на борците продолжувачи, како и предлогот на самата комисија на колегата Аспарух, фудбалскиот клуб Младо Судово. Кој е за, ве молам да гласаме. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? 1. Благодарам. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, 1 воздржан, и се усвоени предлозите за добивање на признанија по однос празникот на општина Валандово 6 ноември. Сега предлагам да продолжиме со донесување на одлука за тоа кој ќе го добие признанието во форма на плакета 6 ноември од страна на комисијата. Едногласно беше усвоено ова награда да ја добие КМФ проект. Овде има едно образложение за тоа зошто КМФ проект треба да ја добие. Јас ќе го прочитам. Клубот за мал фудбал проект е основан во 2016 година од страна на Иван Гавровски. Клубот е формиран со цел анимирање на младите луѓе од општината за спортување и правилен развој како личности и утргнување од патот кој води кон пороците на денешницата, учество во футсал првенството во државата, како и афирмација и промоција на општина Валандово. КМФ проект е единствен професионален клуб од општината кој се надпреварува во организиран систем на превари од највисок ранг, прва фудбалска лига, и истиот е репрезент на општината. Напреварувајќи се во изминатите 4 години, проект успева да оствари неверојатни резултати, а 8 фудбалери од истиот се веќе дел и од македонската фудбалска репрезентација. Круна на блескавите резултати на клубот се достигнуваат оваа година, каде што клубот се искачи на тронот на елитниот фудбал, каде што за прв пат во историјата клуб од општина Валандово стана државен првак во фудбал, односно КМФ проект се закити со титулата шампион на Македонија. Покрај настапите низ државата и директната промоција на општината низ државата, како резултат на освоената шампионска титула за општина Валандово, се слушна и во Европа, каде што КМФ проект учествуваше во УЕФА Лига на шампиони. Во ова првенство клубот се надпреваруваше со европските шампиони од Велс, Малта и Израел, каде што од одиграни 3 надпревари извојува 2 победи. КМФ проект не застанува тука, раководството на истиот успеа изминатите 2 години да формира и младенски клуб проект Б, каде што нашите деца ги учат вештините на оваа игра и се надпреваруваат во втората футсал лига. Резултатите од оваа работа се очигледни, каде што 3 наши младенци се повикани да се надпреваруваат за младата фудбалска репрезентација до 21 година. Сите момци кои се дел од КМФ проект, кои доаѓаат од целата општина, успеваат да создадат другарство, почит и единство преку фудбалот, кај најбитна споредна работа на светот. Ова е предлогот од страна на комисијата. Отварам расправа доколку има некој друг предлог за добивање на 6 ноемвриската награда во форма на плакета. Дали некој ќе се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, единствениот предлог кој произлегува од страна на комисијата го ставам на усвојување, ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема.
констатирам дека едногласно, со 15 гласови за, е изгласано да 600 ноемвриската награда во форма на плакета ја добија КМФ проект. Им честитам на сите за наградата, им честитам и на оние кои што добија признанија. Секако се надевам дека ова ќе биде поттик, посебно за КМФ проект, да продолжи со своите успеси и успешно да ја представува општина Валандово како во Македонија, така и во елитното надпреварување во Европа. Овде целосно е iscrpen дневниот ред, затоа ја затварам втората редовна седница на Советот на општина Валандово. Почитувани граѓани, ви благодарам за вниманието.